Во организација на кабинетот на поранешниот председател на Македонија Ѓорѓе Иванов и школата за млади лидери која што е основана токму од Иванов, денеска и утре во Скопје се одржува меѓународна конференција Диалог за единство и мир. Меѓу темите кои што се разговараат на оваа конференција е и европската иднина, безбедностната состојба во регионот, но и многу други теми. Токму околу она како Европската унија размислува за воиднина и за многу што друго, ќе разговараме со еден од панелистите на оваа конференција, односно поранешниот министер за надворешни и европски прашања на Хрватска Миро Ковач. Господине Ковач, ви благодарам што сте дел од Вестана Алфа телевизија. Како што сами кажавме, оваа конференција е насловена Диалог за единство и мир. Колку во овие тешки времиња во светот, кога знаеме колку војни има, мирот и диалогот е важен за мирот? Најпред да похвалим господина председника Иванова за организација овој конференције, за оно што чини каде е реч о диалогу измеѓу народа, држава, цивилизација. Тоа се односи на неговог, на јуниора, кој е јако активен, кој е јако добро модерирao овој панел. Сматрам да е оваква конференција јако важна, jer ми морамо разговарати. Само ако разговарамо, можемо едни на други утjecati. Ако не разговарамо, onda stvaramo nekakve teorije zavjera, ko, kako, zašto treba razgovarati. Zato pozdravljam ovu konferenciju koju organizira bivši predsjednik Ivanov. Знаеме дека за стабилност на целиот регион, на целата Европа, потребна интеграција на оние земји аспиранти. Според вас, како гледате моменталната состојба околу желбите на Европската унија за примање на нови членки? Osobno sam za širenje Europske unije, ali smatram da je realistično da se ono samo može dogoditi ako se Europska unija reformira. Treba nam veća reformirana Europska unija koja je fleksibilnija, koja će omogućiti da ima više stupnjeva članstva. Ako neke države želi biti u eurozoni, u Schengenskoj Europskoj uniji, odlično, možda neke zemlje to ne žele. Znači da imamo veću, fleksibilniju Europsku uniju koja je manje dogmatična. Znači treba nam pragmatičnija i manje dogmatična Europska unija. Знаеме дека Македонија на својот европски пат го има оној билатерален спор со Бугарија. Дали може би треба се бараат и европски механизми за да се помине оваа пречка? Smatram da bi se trebalo puno više angažirati kad je riječ o Makedoniji. Smatram da je Makedonija zapostavljena, da je zakinuta i da treba učiniti sve što je moguće kako bi se prebrodio taj spor i kako bi se unutar te veće, fleksibilnije, pragmatičnije Europske unije i na kraju krajeva konačno unutra u članstvu našla i naša prijateljska Makedonija. Ви благодарам, господине Ковач, за разговорот за Вестана Алфа телевизија. Тоа беше разговорот со поранешниот министер за надворешни и европски работи на Хрватска Миро Ковач, кој што кажа како треба Европската унија да се постави во однос на проширувањето на оно пред се што нас интересира во однос на Македонија. На оваа меѓународна конференција која што организира поранешниот председател на Македонија Ѓорѓе Иванов, ќе се обратат и други поранешни министри, државници, но и универзитетски професори, а ќе има повеќе панел дискусии на различни теми.